Слушај ваму. Драги мои пријатели и пријателки, здраво. Добре дојдовте во уште едно издание. Еве, крај сме на октомври, започнува и грејната сезона, а со грејната сезона започнуваат и грејните активности. Под нив мислам грејани раки, или малце повеќе раки. Нема врска муабетов. Се надевам дека сте арни, дека сте на топло. Оно што треба да го прешалтаме во денешново издание на Слушај ваму е најголемата фрка што се случи кај нас политички е помилувањето на Шенки Версаче, кој веднаш после помилувањето беше уапсен затоа што, имало други потерници по него и така натаму. И сега настана голема конфузија, чија е грешката и нормално со расписката цела булумента, немајќи никакви други аргументи, што да ја критикува оваа власт и нормално, а треба да ја критикува, а тешко е да ја критикуваш, особено кога има успеси на економско поле. Имено, само ќе ви кажам една работа. Зошто левицата, зошто демократите толку многу губат насекаде во светот, особено социјалдемократијата? Затоа што, ако некогаш се идентификуваше левицата, социјалдемократијата со работниците, селаните, со нивните права, дека десницата е елитизам некаков и така натаму, кој не ги интересира работниците, се сменија работите. Зошто? Социјалдемократијата се одвои од токму народот, од работниците, од селаните, од оној среден слој, најброен слој и започна политика на сексуалните перверзии, некакви модернистички да ги промовира, джендер ревил и така натаму, мигранти, и народот, луѓето се осетија оставени. Знаете, луѓето не се родум како кај нас, одедно се родил ВМРО-вец и до крај на живот или визверса комуњара до крај на живот. Не, во светот луѓето се прилагодуваат спрема програмите и успешностите на една партија. Така да нонсенс е да се врзеш за една партија заради некаква идеологија. Идеологиите одамна умреа, на нив се темелат некакви си основи, нели? ВМРО врз комитите и движењето на револуционерната борба, СДСМ врз комунистичката партија и партизаните, но тие корени се одамна изгубени. Тоа е можеби основа за една убава поетика, но клучното е кој ќе го направи подобар животот на луѓето? Кажете ми. И кој го прави подобар животот на луѓето? Зошто социјалдемократите изгубија толку многу во Германија? Зошто изгубија во Македонија? Се изгубија во крадењето и во кај нас во крадењето. Буквално. Лична корист. И нормално пиар, лажење дека све е супер. Едно време, мислам дека предолго народот веруваше дека стварно нешто добро прават, кога на очигледно беше и крадењето и падот економски кој го имавме, а мислам дека премалку се загрежуваме за задолжувањата. Не се. Вашите деца кои ќе бидат сега родени со 1500 евра долг, не, 15.000, сега заборев да го проверам фактот. Не се, за друга емисија. И така, во целава оваа работа, помилувањето излезе, се дигна голема фрка, но интересно е дека Комисијата за помилување поднесе колективна оставка. Зошто? Ке си дознаете следниве денови, но ако дали паметите некој
од претходната власт да давал оставки, да се покајал за своите дела или нешто слично. Ја барем не паметам. А дека имаше крадење кај нив, имаше и толку крадење што странците реагира, па мораа да апсат некои нивни луѓе. Како тоа заврши? Комедијашки. Буквално комедијашки. Туку интересно беше еден твит кој у 2 сабајле, а кој знае шо прави човек у 2 сабајле, и вика, СДСМ е заробена партија. Да, Петр Шилегов и неговиот твит во 2 сабајле, затоа што на социјални мрежи сме, ја не сум по кафани, дискотеки, на кеј да бркам сојки. Не, седам по мрежи веќе, шпартам, читам, споредувам, особено гледам што се случува во Соединетите Американски држави, тоа ми е од клучна важност, но ајде, слушај ваму, ќе делуваме локално до предејане, мислам дека натаму ако ја шириме 10-15 минути нема. Мене ќе ми требаат сигурно 3-4 сата. Не се. Комисијата поднесува оставка, се обидуваат сега да ја омаловажат председателката наша нонсенс и во цело ова, во покрај огромните пари кои влегоа за инвестиции во Македонија, капитални инвестиции кои почнаа да се прават. Се она што ВМРО го застана кога беше соборено ВМРО 2016-17 година, сега се продолжува и тоа со невидено темпо. Само гледате ги статусите на Коце Трајановски. Еве барем за патишта збора. Еве барем само за патишта. Значи, за 7 години наназад овие не направија колку што Коце заврши за овие неколку месеци. И сега кога има толку успех, што да правиш? Мораш да лажеш, да измислуваш, да се фаќаш за некоја ситница и така натаму, скандали да бараш, затоа што народот се пуни на тоа. За жал. Но јас се надевам дека сеирот го гледа народот заради сеир, но кога доаѓаат сериозни заклучоци, сериозноста ќе преовладее. Така беше со последниве избори и беа и шамарани со задоволство. Петре Шилегов у 2 сабајле пушта статус на Фейсбук и вика СДСМ е заробена партија од 2 отруирани лидери, брм, со печатни грешки, и можам да замислам во каква промилна состојба е сето тоа напишано со многу гнев и така натаму. Знаете, во име на демократијата добро е за една партија кога има внатре-партиски судери, знаеш, се прочистуваат редовите, но овој доцни поприлично, затоа што нема да навлегувам, иако последниве избори беа иницирани и од раководството кое е сега на СДСМ, за да се исчистат некои крила и да слободно завладеат, затоа што имаат огромни пари и имаат огромни ветувања од Алекс Сорос дека ќе бидат поддржани понатаму. Каде, колку и како, тоа допрва ќе го видиме. Но, останува статусот на Шилегов и би сакал да го поддржам, затоа што, како да ви кажам, добро е кога некој ќе се охрабри, ќе застане против партијата заради демократијата, заради... знаете, една партија може да биде подобра ако успее и критика, и самокритика, и јавна критика и така натаму. СДСМ многу ретко се пукале јавно меѓу себе, но пазете, многу е важно и кој го прави тоа. Петр Шилегов беше градоначалник на Скопје, сега ја критикуваат Арсовска. Колку и да ја критикуваат Арсовска заврши 10 пати поише работи него ли Петр Шилегов, тоа е мој став. Втора работа е Петр Шилегов е најлошиот градоначалник на сите времиња во Скопје. Баш денеска го снимам ова кога е на денот на Пиколомини и не знам што да кажам. Пиколомини е синоним дека Скопје било уништено во пожар, иако го уништува не од затоа што го мрази, затоа што било
колерата била толку расширена и единствен спас и за градот, и за луѓето, и за целиот регион било да се изгори. Така и било не само кај нас, него направил Пиколомини, се правили во други европски градови кога имала голема епидемија на вакви тешки болести во тоа време. Иако синонимот на еден уништувач на град може некој да го понесе, се мислив дали тоа ќе биде Ристо Пенов, Трифун Костовски или некој друг, дефинитивно Шилегов. Мислам, имам задоволство да соработувам со Коце Трајановски, кој сега, фала Богу, повторно е во функција каков човек, каков работник и така натаму, но да се вратам на Шилегов, Милета мислата. И која демагогија? Човек кој ниеден проект не заврши. Ниеден. Може почне, а ништо не заврши. Еден проект нема завршено. Цел мандат. 100 милиони евра. Кај ви се? Кај е зелениот кров? Зелениот кров која го направија на ГТЦ во PR-от стигна, еден мој колега објавува на неговиот портал 800 садници. Му се јавувам, му викам, ти дал си нормален бе, ти знаеш ли што е 800 садници? 800 садници на водно, кој ќе ги насадиш, не, 3000 садници. Викам, знаеш ли ти што е 3000 садници? 3000 садници е вака, огромен простор пред тебе. Знам, Јанко, ама вика, така беше сообштението. Кај е целиот кров? Знаете дека он вети иземаа големи пари, се одвоја големи пари за зелен кров на Скопјанка. Освен зелени у очите и у главата и зелени зуб, дисциплина, кичме, ништо од тоа нема. И човек кој сесрдно со таа власт сите тие лоши делања по кои на луѓето и на народот им се смачи, сега се јавува да критикуе. Види, Филипче е да го критикуваш. Филипче не треба да е лидер на партија. Филипче треба да е лидер на Келија. По мене. Така што, ова е една убава слика и јас секогаш викам, незадоволни сте. Бидејќи, нели, ако јавноста е незадоволна, ако власта не работи добро, ако има криминал, ако не се прави како што треба, дајте бе повторно на избори, арно ама, и они ги имаат истите рейтинзи и анкети кои ги имам и јас. Па тоа е страшно. Значи, народот покажува дека може многу да истрпи, народот покажува дека навистина дава шанса дури и претерано многу, народот покажува дека е генерално пасивен, ама на народот му е до тука и не верува. ВМРО-ДПМН ја има шансата, до сега не ја изгорел, не ја пропуштил, не ја прокоцкал. Колку и да е пиар или не пиар, они добро работат. Добри луѓе ставија, нема крадење, секогаш дека ќе има кикс, апсолутно. И ако го правите тој кикс, леле, ја да сум ви Мицковски, еј, човек, молам, што не ви се свиѓа, важи, председателски избори. Гога, давај оставка, идеме на председателски избори. Знаеш што ќе биде? Знаеш што ќе биде? Не ќе имате кого да поставите за куќен совет. Напушти го бе парламентот, нека списка, нека излезе било кој. А, вие не чините, не чиниме. Напуштај парламентот, ајде на избори да ве видиме. Знаете народот што ќе прави? Вака, ќе му пукне филмот, ама не од ВМРО. Он ќе знае зошто ова ВМРО го прави. Бидејќи, за да ја кренеш од пепел една земја, ти стварно треба да имаш сеопшта поддршка, бидејќи работиш општи работи, не партиски, не лични, не за крадење, не рекет. Немаме такво нешто, но имаме афери. И на тоа се ситите. Дечки, ене ви ја фарма бе. Идите, забавлjaјте се со тоа. Еве ви OnlyFans, дзиркајте таму угаќите на други. Дајте да ја направиме земја, колите ги искршивме. Децава ни испобегаа работа. Ај шо нема добра работа.
плачат. Било каде да отидеш, да тропнеш, било каде има работа. Вака, таблоа, дали е Кам Маркет, дали е Веро, дали е Тинек, сите бараат работници. И се подобро е платено. Ама, дечки, за да дојдеме на 800 марки просечна плата, колку што е во Србија, ние треба да дојдеме на 800 марки? Леле мајко, кое годиште сум јас? Од времето на диносаури. Како можев марки да кажам? Фаќајте ми се, жити се, фаќајте ми се. 800 евра треба да ни е минимална плата, нас. А нормална плата, средна плата, никој не смее да има под 1500 евра. Но за да имаме толкава плата, ние треба да изградиме инфраструктура, ние треба да ги покриеме трошоците, ние треба да го раздвижиме целото општество, да му дозволиме да работи и да делуе. А за бугарите, дегутантно ми е. Мисковски одржа таква лекција на европјаните и мислам дека после ова секому му е јасно. Знаеш што? И јас се слагам со него, бидејќи во емисија сум го говорил, а и моите гледачи. На све ќе се сложиме. На промена на име, на промена на идентитет и така натаму и така натаму. Прво внесете не со гаранции дека кога ќе влеземе и ќе ги смениме. Еве ќе ги ставиме бугарите. Јас сум да ги ставиме. У моментот кога ќе влеземе во Европската унија. Што вика фон дер Лајнен? Внесете ги бугарите, ќе го отвориме првиот кластер. Cluster to you, мадам фон Лајнен. Слушај ваму.